Беше тоа на 12 септември 1885 година, кога Србија ја објави војна на Бугарија, во која учествувала и доброволна чета на Димитар Беровски и Илјо Малешевски во битката кај Долна Љубата, Босилеград. Беше тоа на 12 септември 1916 кога на Кајмакчалан се воделе најжестоките борби на Солунскиот фронт во Првата светска војна. Загинале над 4600 војници од српската и околу 3200 војници од бугарската војска, а голем број од нив биле и македонци, кои биле ангажирани како српски или како бугарски војници. Беше тоа на 12 септември 1941 кога во населбата Илинден, тогашно Белинбегово, во приватна куќа за прв пат е отворено основно училиште. Учител бил Георги Вачлов од Бугарија. Беше тоа на 12 септември 1944 кога во војница Велешко беше формирана 12-та македонска народно-ослободителна бригада. Во почетокот Скопската бригада броеше 450 борци од Скопје и Скопско, а подоцна се приклучи и Скопскиот одред со 370 борци. Раководители беа командантот Трајко Стојковски Бузо и политичкиот комесар Методија Котевски Слободан. Беше тоа на 12 септември 1954 кога во Скопје е отворено првото уролошко одделение под раководство на доктор Сотир Ставридис. Првата уролошка амбуланта е формирана во 1947 во рамките на медицинскиот факултет. Беше тоа на 12 септември 1994 кога филмот Пред дождот го освои Златниот лав во Венеција и уште 9 други награди на истиот фестивал. Нью Йорк Таймс го вклучи филмот Пред дождот во листата 1000 најдобри филмови на сите времиња. Потоа нанижа 30 награди на светската фестивалска мапа, а освои номинација за Оскар во категоријата најдобар филм од неанглиско говорно подрачје, станувајќи најнаградуван филм во историјата на македонската кинематографија. На 12 септември 1912 во Виница е роден Тодор Арсов, македонски партизан, партиски и воен раководител во Народно-ослободителната војска. Априлската војна во 1941 го затекна на одслужување на воениот рок во автоединица во Охрид, а по брзиот слом на кралската војска се враќа во Штип и станува член на обновениот Македонски комитет на Комунистичката партија на Југославија. Како истакнат организатор на Народно-ослободителната војска, бил назначен за политички комесар на штабот на 4-та оперативна зона. Загинал во судир со бугарската војска и полицијата како политички комесар на вториот Плачковички или Штипски народно-ослободителен партизански одред Гоце Делчев. Во знак на сеќавање во Штип е откриена спомен биста и спомен плоча. Неговата куќа е ставена под заштита на Законот за културно наследство. Беше тоа на 12 септември 1942 кога во местноста Долец, кај Бонската планина, во нерамномерна борба против бугарската војска и полиција, не сакајќи живи да паднат во рацете на окупаторот, сами си го одзедоа животот Стеван Наумов Стив, Димитар Богоевски Мите, народни херои на Македонија. Потоа бугарската војска ги изложила нивните тела во селото Болно, за да ги распознаат роднините на Мите, при што двете тела биле фотографирани од страна на бугарската војска. Потоа двајцата биле закопани во близина на местото каде што загинале, но бидејќи локалното население почнало да ги посетува гробиштата, бугарските војници ги откопале телата, ги оставиле покрај реката за да се распаднат, а потоа ги однеле во непозната насока.
На 12. септември 1986 во Скопје умре Драгутин Аврамовски Гуте, истакнат македонски академски сликар и графичар. Тој е еден од првите македонски абстрактни сликари и има посебен придонес за развојот на современиот графички израз во Македонија. Се занимавал и со сценографија и со илустрација. Драгутин Аврамовски Гуте е роден во Куманово на 11. март 1931 година. На 12. септември 1996 на островот Зларин кај Шибеник во Хрватска умре Тома Прошев, македонски композитор, еден од најнадарените македонски музички творци од втората половина на 20. век. Основач е на ансамблот за современа музика Света Софија, напиша 11 симфонии, неколку концерти за виолини и оркестар, за виолончело и оркестар и други дела. Роден е во Скопје на 10. ноември 1931 година.